По речти 40 години моја репортерска новинарска работа, дојдов на градскиот стадион во Кавадарци, каде затекнав исечени метални стативи. ГФК Тиквиш како клуб нема регуларен гол, ни едниот и другиот. Синоќа во досните ноќни часови најверојатно истите се исечени. На лице место денеска органи на полицијата, случајот е пријавен, овде со мене е градоначалникот на општина Кавадарци, господинот Митко Јанчев, со мене е и председателот на управниот одбор на ГФК Тиквиш, господинот Масларков, и од нив сосем кратка изјава ќе побарам за овој вандалски чин. Така, јас прво би направил една хронолошка анализа во овие 2 години, што се случува во градскиот фудбалски клуб Тиквиш. И би кажал прво ланската сезона од -0 годинавме клубот да стигнеме до бараж и да имаме реални шанси да стигнеме да влеземе во прва лига. Тоа не смееме да го заборавиме и не смееме да го негираме и да му се благодариме и на тогашните играчи и на истиот тим кој што го раководи клубот, нормално и на нашите спонзори и на нашето раководство и сите членители на овој фудбалски клуб или фудбал во општина Кавадарци. Општина Кавадарци на чело со мене има за план и тенденција овој фудбалски клуб кој што дотира од 1893 година да го дигне, да го издигне и да влеземе во прва лига. Ние не сме били во прва лига повеќе од 10-15 години, а и тоа што игравме во втора лига до пред 2 години беше катастрофално, неорганизирано и на едно ниско ниво. Во моментот имаме еден фудбалски клуб на чело со градот Кавадарци, кој што функционира безпрекорно во делот на организацијата, во делот на финансовата поддршка, меѓутоа и во делот на професионализмот кој што ги имаме и од раководството, меѓутоа и од самите фудбалери кои што заедно тука со нас, со нашите граѓани, придонесуваат за убави моменти, придонесуваат за спортски моменти. Тоа сето ни дава за право да размислиме дека еден ваков вандализам и еден ваков чин од кој што е направен во синочашните часови нема да не скрше, да се повлечиме, напротив, че ни даде за потик да направиме уште повеќе за овој градски фудбалски клуб, за да може да го издигнеме на повисоко ниво. Моја лична анализа како аматер, меѓутоа како учесник во делот на градскиот фудбалски клуб и како градоначалник, гледам дека во последниве 2 утакмици имаме недостаток на давање голови, да кажеме, недостаток на малку подобра и спортска среќа. Тоа ни во еден момент мене не ми создава сомнеш, пошто 2 утакмици ги гледав од почеток до крај, дека некој манипулира со нешто или дека некој намерно го прави. Знаете, спортот е секогаш спорт, меѓутоа треба да послужи и среќа. Јас како градоначалник од утре ќе си го викнам нашиот управен одбор на ГФК Тиквиш, што чело со председателот Пиле Масларков и главниот тренер. Ќе ги видиме сите недоследности, неусогласености, ќе разговараме со фудбалерите, ќе разговараме и со стручни лица, тим, екипа, да видиме како да се подобриме и оваа ситуација кај сме сега да ја надминеме. Ако подлегнеме на овој вандализам и ако подлегнеме на вакви ситуации и притисоци, не ни преостанува ништо, освен да оставиме све на случајност и да се вратиме на последно место у втора лига. Не, јас сум борец, верувам дека и тимот околу мене се борци, покрај сите притисоци и навреди и закани кои што ги чувствуваат и ги имаат на дневна основа, че им дадам моја максимална поддршка да си го средат овој момент на криза, да надминеме и да се вратиме таму кај што не е место. Шансе не се изгубени, воопшто. Имаме добар тим. Во моментот, според моите информации, имаме 4 до 5 играчи повредени кои што не играа. Можеби тоа е еден голем дел за нашиот неуспех во последните 2 утакмици. Меѓутоа, и покрај тоа, ние ќе направиме да можеме да одиме напред и да стигнеме до оно место кое што го заслужуваме, тоа е првото место. Првото место не е нигеш лесно, ни во една сфера. Јас сум бил и политичка кампања и трка, сме имали против кандидат, сум бил во фирма кај што имаме конкуренции, сме били и на други ситуации, меѓутоа еве тука и у спортот. Губењето во спортот не е губење на надеж, не е губење на ништо, него тоа е спортски настан, кај што треба се очекуваат резултати. Меѓутоа, некогаш кога
нешто од X причини не оде, се седнува, се прави добра анализа, заедно со сите чинители, пак ќе покажам, имаме доста искусни луѓе ние во општина Кавадаци, и пензионирани, и луѓе кои што се активни, и луѓе кои што се компетентни за фудбалот, и мислам дека ќе направиме еден состанок од поширок состав, да видиме каде грешиме, како треба да се екипираме и да продолжиме понатака подобро. Јас лично од моја страна, пак ќе повторам, давам максимална поддршка и на клубот, и на раководството на клубот, и сезоната ќе ја изводиме така како што треба, а тоа е да стигнеме до прво место за да можеме да играме во прва лига. Ние во моментот како општина, заедно со Агенција за млади и спорт, имаме распишано тендер од 13 милиона денари за реновирање и реконструкција на теренот. И сега замислите, ако се ставаме во вакви ситуации, со вакви вандализми и го уништуваме нашето добро, кое ще е на сите граѓани, не е на никој поединец, тогаш е узелот трошење пари, узелот правење на спортски и заложување на луѓе кои што губат нерви, а јас едно можам да го убедам јавно и транспарентно, овие луѓе тука што раководството земаат минимални плати, а даваат се од себе и верувам дека го сакаат спортот, поради тоа што сите спортски активисти од претходно и луѓе кои што живеат за спортот. Спортот не е само да се победува, пак ќе кажам, спортот е спорт и кога се губи. Губењето не е губење за навек, да речеме, или за да не постигнеме ништо, меѓутоа тоа е еден мотив за ние да направиме нешто по-добро. Имаме време, јас лично еве на овие чинители кои што го направиле овие чин вандалистки ги исекле овие стативи кои што ни се основа за да играеме фудбал. Лично сакам да се заблагодарам од моје име на нивниот чин и доколку имаат висока енергија и работа, ги повикувам во општина Кавадаци да дојдат. Има многу работи, попаметни, каде да трошат енергијата и да придонесат општествено добро. Верувам дека тие исти луѓе до сега ниту дома, ниту никаде не донеселе никакво добро, само зло. Така да ова не го оправдувам воопшто и напротив го осудувам. Тука полицијата станица заедно со нивниот тим ќе се преземе комплетни мерки за тоа што мораме да ги раздокриеме овие лици, пошто ако продолжи вака утре може да останеме и без општина и без град, така да ова е недозволиво за 21 век и за еден модерен фудбал и фудбал кај што има комплетен закон и прописи како треба да се однесуваме и на трибина и за време на утакмица и после утакмица. Благодарам. Да. Само кратко, вчера беа понудени оставките од страна на Масларков и Димитковски, дали ги прифаќате? Вчера, после утакмицата, на нивна лична сугестија и нормално изразен гнев во самиот нив, беше го кажано доколку мислиме дека треба да има оставки да ги прифатиме, меѓутоа јас пак ќе кажам, не се прави така. Тоа се седнува на маса, се разговара, се гледа каде е проблемот и после се решаваат другите работи. Благодарам да го прашаме и председателот на управниот одбор. Најпрво како го оценувате ова? Ова не знам што да кажам. Ова за мене не е нормална работа. Вакво нешто да се направи во ова време е нечовечки. Тука сме да го градиме спортот, да го потикнеме спортот да одиме погоре. Не сме дојдени да го враќаме спортот во старо време. Се бореме, играеме, иде. Бевме 8 кола лидери, не фати криза. Да, но имаме и 4-5 играчи повредени кои што се од првата екипа. Може и тоа делува, може и не е. Но кризата дојде. Двете утакмици ствараме шанси, не даваме гол. Ви лично имавте и закани за вашиот живот? Тоа се нормални работи, кога нешто не оди, сите те напаѓаат. Дали ќе поднесе тужба до судот? Не. Не одам до тој степен. Јас, тука и градоначалникот ни даде поддршка. Сакав да се повлечам, но сега размислив и за инат на некои луѓе у Кавадарци, ќе терам уште повеќе да го вратам клубот кај што треба и да го внесам у прва лига. Ќе му кажам на тие што се толку, што го сакаат клубот, нека дојдат да работат тука, а не од озгора да напаѓаат и да ги вреđаат и управа, и играчи, и не знам што. Дојди, влези и помогни на клубот. Има ли ревизија на вашето финансиско работење? Многу ве осудува дека многу пари сте земали. Его градоначалникот рече дека се е контролира. Да, јас секој месец по потрошените пари ги доставувам до собрание на град Кавадарци, до градоначалникот Митко Јанчов и до совет на град Кавадарци. Тука јас би се надоврзал на прашањето, значи во делот на ревизијата, покрај тоа што имаме внатрешна ревизија, имаме и надворешна ревизија, која што е од ДЗР,
во делот на целокупните средства кои се општински по повод донации и средства кои се примаат во однос на карти, секој месец управата доставува комплетна документација, отчет и отештост во делот на потрошените средства. Средствата кои се трошат за нашиот клуб се минимални, а резултатите беа добри и ќе бидат уште подобри. Така да не трошиме ниту еден денар на страна. Ке подесте ли биле пријава против овие непознати за сега? Полицијата изврши увид, че си поднесе кои се сторители, че си одговарат за ваков чин, за и понатаки да нема вакви работи. Може ли тие да се меѓу нас во публиката, може ли да создадеме услови да гледаме добар фудбал, односно таквите луѓе да ги немаме на стадион? Се може ако се сака. Тоа треба има ако направи оваков чин, судот ќе го отстрани од терен, ќе му даде забрана и тој не може да присуства на никакви терени спортски во одредената казна. Сакаме да го развиваме спортот и добро е што не подкрепнуваме една вкупна оценка на крајот од овој разговор. Како да го развиваме спортот? Спортот може да го развиваме според мене само заеднички. Нашиот спорт кој што ги имаме општина Кавадац и пак ќе повторам да пред 2 години беше на минус 0 ниво и немавме никаква организација. Сега имаме тим кај што ланста година стигна до бараж и баражот беше со Силекс, не беше со некој праволигаш, со луѓе и фудбалери кои се платени од страна, со високи примања, а ние имаме фудбалери кои ќе ги плачеме минимално за да преживеат и да се докажат и покажат. И верувате, помеѓу првото и второто полувреме, кога влегов да ги видам играчите во самата собликувална, сите играчи беа со понекога си лузда или по некакво раскававено делче на нивното тело, дали колено, дали лакт или така. Воопшто не е лесно. Јас викам, тој што не играел, не знае, лесно да се гледа, треба добра организација, општина Кавадац ќе продолжи и понатаки и ќе го издигнеме спортот на прва лига. Кавадац заслужува прва лига, меѓутоа не на ваков начин, на начин заеднички за да можеме да постигнеме. И пак ќе кажам, покрај сите други, ги поканувам во понеделник сите оние кои што мислат дека може да помогнат и да дадат сугестија. А ако имат па и други информации, дека повелат, дали кај мене, дали у полиција, нека пренесат, нека кажат. Тоа е проблемот, тоа фали, така фали и бали. Во делот на спортот, стоиме на располагање да слушниме, ќе направиме трибина, ќе направиме поширок состав на осветлување, значи мораме да направиме тоа што треба за да постигнеме добри резултати. Благодарам многу. Фала. Поштовани, тоа беше ова кратко јавување од градскиот стадион во Кавадарци. Уште еднаш треба да погледнете што се направија вандалите синоќа. На ваков начин не се решаваат никакви проблеми, ниту во ГФК Тиквиш, ниту во градот. И оттаму треба да се покаже максимална совесност, во иднина да не се повторуваат вакви работи, бидејќи револтот кај гледачите или кај одредени наши љубители на спортот на овој начин никакош не се изразува. Од Тиквиш ветија дека веќе овој викенд ќе ја добијат, ќе настојуваат се да ја добијат средбата во Радовиш, веројатно со Плачковица. Нема причина да не им веруваме. Финансиското работење во клубот максимално се контролира и верувајте дека овде ќе сторат се да нема никаква манипулација ниту пак корупција. Се е отворено. Понекогаш и спортската среќа не служи, како овој пат. Треба да имаат разбирање и нашите гледачи за ова работа. Да се надеваме дека веќе во сабота ќе се потврди ова што го велиме и ќе бидат демантирани сите лоши духови што не и мислат добро на екипата на ГФК Тиквиш.